Не ми се снимил дисплеот, брат, толку глуп да сум, да не сум го снимил дисплеот. После изминати 4 месеци, повторно се решив да се вратам на YouTube, иако многу работи и лоши и добри ми се десија. Животот продолжува, луѓе. Се надевам дека повторно ќе бидеме сите заедно и ќе комбекаме и најбитно од се да очекувам повторно да се вратиме и да бидеме уште појаки и појаки. Уживајте во самото видео. Екипо, како сте ми? Леле, брат, колку ми фалеше ова, брат. Ми фалеше да седнам и само да се изназборам пред камера. Ова сум новиот јас, за тие што не ме знаат. Зашто викам новиот? Затоа што многу мислења променив, многу луѓе нови запознав летово. Кога сите мислевте дека готово се откажав од YouTube, многу нови луѓе запознав и многу нови работи научив и многу нови вештини научив. Сега, нели, во главном треба да ви кажам зашто ме немаше на YouTube и зашто се деси се ова што се деси. Долга е многу долго приказнала, али ќе раскажеме. Не ми е проблем да раскажам. Се надевам дека повторно ќе ме поддржувате како што ме поддржувавте пред овие 4 месеци, може да се кажат 3,5. Стварно ми фалеше и уште ми фали и сакам да продолжам со ова, така да не е баш едноставно. Прв месец од кога мене ме снема, што правев, каде бев, како бев и зашто ме немаше. На некој 22 јуни од прилика, вие дури знаете и по лајвови знаев да кажам, дечки, јас работам, мене ме нема да можам да ставам толку често видеа, се надевам ќе ме разберете, ќе се вратам летово, ваму таму, октомври дојде вака. Сега сме октомври 9-10 од прилика. Каде бев, што работев и како работев и зашто, пак ќе кажам, ме немаше толку. Работев како келнер, добриве 3,5 месеци. Дали научив нешто ново и дали ми оди како вештина и како професија или едноставно не ми оди од рака, него едноставно го работам да имам да го купам пример ова и ова што сега вие ме гледате преку него. Направив доволно пари да си приуштам секако дете на мои 16 години, да не мора да барам ниту од мајка ми, па ниту од татко ми, ниту од моите, и да можам да си купам, да речеме, патики, облека, храна за во школа, храна и за дома можам да си купам, телефон си купив, ова си купив, значи све можно што може да ви падне на памет како дете. Са нормално дека нема да си купам кола, али дори си дете се знаат желбите. Едноставно и тоа е главниот фактор мене зашто ме немаш на YouTube овие 3 па смена и пол, па дупла, па смени, па цело време бев на работа. Верувајте, 8 сати, 12 или 10 сати се заморно нешто и после работа кога ќе дојдам стварно немам таа сила, не пасија желба, сила немам јас да упалам сега камера и да земам да зборам, да играм, да правам нешто, а и да имам време, единствено што би можел да правам е пред компјутер, а знам дека 90% веќе во Македонија гейминг или било што пред компјутер повеќе не се гледа како што се гледаше порано. Го кажам ово од искуство, зашто од искуство? Затоа што јас сум тоа дете кое во моментов не сака да гледа гейминг. Стварно ви кажам, ми е досадено да гледам гейминг и фактот е тој што денеска можат сите деца да си приуштат и имаат, не сами, него нивните родители им приуштуваат компјутери, какви ли не, телефони, Nintendo. Ќе ви раскажам многу стори тајмови имам кои треба да ви ги раскажам на стримови, ќе ги раскажам затоа што ако земам на видео, сигурно нема никој да ги слуша. На стримови 90% луѓето кои сакаат да слушаат, ќе ме дослушаат затоа што тие ме прашале. Океј, една работа во животот што ќе ја правите не може да ви биде од зло, освен ако стварно не правите зло. Значи секоја можна професија, работа, што и да се проба, верувајте, секогаш е од корист затоа што сигурно може да се научи нешто поучно тоа, како што беше и ова, иако не можеш нешто, да речеме нека работа ти да научиш нешто поучно, бар ќе имаш искуство од нешто. Искуството е чекор над во животот, верувајте. Океј, трета работа која многу емотивна ми се деси во последниве месец дена, затоа што сакав во последниве месец дена, верувајте, сакав ми се смачи од цела таа работа да правиш пари, а немаш време да ги потрошиш, ме разбираш? Зашто ми се тие пари јас ако немам време да ги потрошам? Нели е така, луѓе? Малку. Трета работа која ми се деси во животов е во последниве месец дена на 22-3 август почина баба ми и брат, сееш.
нема да се види затоа што е со пред нас снимено, али се еш. За сите што не ја знаете, баба ми што сте нови на каналов, имав порано снимено видео кое во моментов е правите поради, не знам кој приметил, али глупо ми падна кога сватив дека не е убаво да се зезам со стара жена, иако има милиони луѓе кои се зезаат нивните баби. Сакав да направам нека смешка, не дека нема да биде пренкови на стари луѓе, али нема да биде нешто такво затоа што тоа е стрес, стварно стрес. Ќе се сведе еден ден, сите ќе го дочекаме тоа, веќе некои го дочекале пред мене, некои ќе го дочекат после мене, али и ние ќе умреме, ние ќе остареме, а тај Боже да остареме, и ние ќе умреме, и ние сме живи луѓе, и тие биле живи луѓе. Во последниве месец дена беше главен фактор зашто јас не се вратив на YouTube, иако имав Instagram story каде што реков дека се враќам на тој датум, за жал не се вратив на тој датум, а тоа беше поради погребот на баба ми и поради стрес ради брат ми што е помал. Верувајте, немате појма дека брат ми ја најде баба ми како е почината и во 9 сат са бајле ме буди, велјан станите молам, колаче, велјан станите молам, видија баба, не мрда и викнав 10 пат. Брат. Кој стрес е тоа за брат ми? Јас не се жалам сам себе толку многу затоа што доволно сум голем, бар јас така сметам да се вразумам и нема потреба од страв, трепет, замарење на моите родители за ме чуваат, не сум мало дете, али за брат ми е тоа голем стрес кој верувајте и ја да сум бил на негово место, јас би бил дупло поуплашен затоа што си го знам карактерот, би било дупло поише траума од колку на брат ми што моје сега и не моје, али едноставно ме разбирате вајде што сакам да кажам. Сакам да ви кажам дека верувајте, сакам од следно видео да бидеме среќни и насмејани сите до еден. Не сакам веќе да е тага, не сакам да седам вака и да зборам некои вакви теми затоа што стварно ми е смачено ми, иако не сум некој возрастен човек, смачено ми е во ова што сум го живеел до сега да зборам на вакви теми. Сакам да сум среќен, сакам да едноставно сакам да го правам тоа што ме исполнува. Ова во моментов што го правам не ме баш исполнува, но не морам, но сакам да ви дадам информација кај сум и што сум до сега затоа што ви должам. На самите вас ви должам зашто ме немаше до ден денеска и каде сум овие 3 месеци. И тоа се трите главни фактори, односно двата главни фактори, работата и баба ми. Веќе кога го гледате ова видео сигурно имам упалено стрим и сигурно си имаме зборено, али поздрав за сите што сте биле во лајвот колку некој гледал. Во главном тие беа двата главни фактори зашто мене ме немаше толку долго. Сега, не сакам ова видео да трае само на вакво нешто, сакам да го истераме убаво фул денешен влог, што ќе правам, како ќе правам. И од сега затоа што имаме добар квалитет, добра камера и се тоа добро. Го видовте претходното видео, односно ќе го гледате наредното видео каков телефон сум си купил, не сакам се уште да кажам. Само ќе ви кажам дека е машина телефон, али да земеме да се мрдаме од Литниковецот затоа што почна да ми застудува. Веќе 2 и нешто, јас треба да се враќам на ке дома, не сум баш блиску. Треба да идам до другата автобуска кај што поминува друг автобус, петка. Треба да идам да фатам петка, па да идеме до дома. И добро, не можам само со петка, пак треба да сменам автобус, али во главном тоа беше крај на овие теми. Еве ви објаснав во кратки црти зашто ме немаше толку долго време, каде бев, што бев, дали ќе се вратам. Да, нормално ќе се вратам, постоја милион прашања и со тоа песни, брат. Сега бар ќе ме разберете зашто немаше песни. Постојам батерија, немам многу батерија за да продолжиме со снимање, но затоа немаше песна и огромно фала, верувате, не сум заборавил, ќе се одолжам на некој начин за тоа што стигнавме до бројка која не ја сонував, не можам да кажам дека сонував затоа што не е бројка за сонување, али бројка до која јас не сум очекувал да стигнам толку брзо и со такава голема љубов, поддршка од вас, така да фала ви премногу за тие 1000 субскрајбери. Идеме само појако се надевам нареден пат ќе го дочекаме тоа на лајв, како што сакав да биде дочекано, а не на работа како што морав да биде дочекано. Али уште еднаш фала ви многу, ќе зборуваме на лајв, 3% батерија, морам да дам да го наполнам малку телефонот во некој кафич, па ќе продолжиме. И да, уште еднаш, ве сакам сите, гледаме во наредна сцена. Океј, сме во нова сцена. Искрено нема да продолжи тука влогов, затоа што сакам тука да снеме точка на ова, ќе излезе тек ново влогче, продолжение во... Пак сега, заводно кој да кажам нешто, сега се дешава нешто и едноставно не успевам во тој момент да го ставам тоа видео, така да ќе кажам да очекувате околу понеделник, вторник негде видео да очекувате. 3 нови работи имам купено, ќе дознаете во
вторник, среда преку сила пак има видео. Воедно тоа ќе да знаете кои се тие 3 нови работи што ги спомнав во видеото. Иако веќе можеби знаете од прилика, можеби да кажав веќе на лайф една работа, ама unboxing ќе правиме на сите тие 3-4 работи што ги купив. И во главном тоа е. Фала ви што го гледавте ово видео, се надам дека ме разбравте што сакав да кажам, можеби не го кажав на редоследен начин, можеби малку и катовите беа смешни, али као комбек видео не е ни некој вау едит. Дечки, фала ви повторно на 1000 субскрајбери. Се надевам дека ќе одиме што погоре и не сакам многу да ви одзимам од времето. Се гледаме во вторник. Поздрав!